Постојаното зголемување на цените на енергенсите како и глобалните политики за транзиција кон зелена енергија стануваат силен предизвик за домашните јавни установи. Постигнување енергетска ефикасност е важно од економски, но и од еколошки аспект. Први кон ваквата транзиција се училиштата во кои последните години се вложува за подобрување на состојбата на објектите. Ова е и европска пракса. Македонската инженерка Љупка Вртева, која во изминатите 5 години работела на проекти за енергетска обнова на јавни објекти во Словенија, вели дека најголемата грешка е кога се инвестира во нови системи за грејење, а се прескокнува основниот чекор – изолацијата. Во прв ред е потребна изолација на самите објекти, која што многу често ја забораваме. По самата изолација на објектите следуваат различни поефикасни системи за грејење или вентилација или пак ладење на самите објекти. Самата ефикасност на системите е стварно битна. Зошто? Затоа што на тој начин не само што ќе намалиме потрошувачката на топлинска енергија и електрична енергија, исто така го намалуваме и загадувањето на животната средина во која се наоѓаат тие различни системи за грејење, вентилација или ладење на самите објекти, што значи дека на тој начин можеме да придонесеме да дишеме колку што може почист зрак, воздух. Искуството од Словенија покажува дека ваквиот пристап носи најголеми заштеди, а истовремено обезбедува поквалитетен воздух и подобри услови за работа. Јас би рекла, така како што кажав претходно, во прв ред е најбитна самата изолација на самиот објект. Доколку објектот нема изолација, топлинската пумпа нема да работи како што треба, затоа што топлинските пумпи се направени за такви објекти кои се многу добро изолирани. Ако во случај вградиме некоја топлинска пумпа во некој стар објект кој што не е изолиран, можеме во следните 1-2 години да наидеме на различни проблеми, кои што можеби ќе не чинат многу поскапо од тоа што ќе направиме некоја мала инвестиција или малку поголема инвестиција со самата изолација на самиот објект, што значи дека на крајот не сме направиле ништо. Во Струмичкиот регион дел од училиштата во изминатите години добија нови фасади, прозорци или реконструирани системи за грејење. Ова училиште на кое е направена изолација е добар пример како состојбата на објектот влијае на заштеда на енергија и на средства за негово затоплување. Експертите предупредуваат дека енергетската ефикасност не започнува со набавка на добра топлинска пумпа или современ котел, туку со изолирање на ѕидовите, покривот и прозорците. Според инженерите, неправилното планирање е една од најчестите причини поради која дел од инвестициите не ги даваат очекуваните резултати. Што самата топлинска пумпа нити не работи на тој начин да ги загрева, да ги грее тие објекти кои што не се изолирани. И многу брзо може да дојде до уштетување на самите делови во самата топлинска пумпа и затоа треба да бидеме баш внимателни на тоа. Енергетската ефикасност не значи само пониски сметки за струја или грејење. Таа значи и подобри услови за учење, почист воздух и поодржливо користење на јавните средства. За училиштата во Струмичкиот регион тоа би значило инвестиции што долгорочно ќе ги намалат трошоците и ќе создадат поквалитетна средина за идните генерации.